Ресурсниот центар на родители на деца со пречки во развојот со кампања за почит на децата. Целта на родителската организација е да ги обедини сите релевантни невладени и владени организации кои работат на подобрување на условите за овие лица и нивните семејства. Ние веруваме дека само со заеднички сили нашиот глас ќе е доволно силен за да допре до повиканите. Ретардиран, малоумен, слеп, сакат, инвалид се зборови кои често ги употребуваме без да размислиме дека ваквите зборови се навредливи за лицата со посебни потреби и нивните семејства. Не сакајќи ги повредуваме, да се разбере попреченоста, да се срушат предрасудите и конечно да се спојат нашите светови. Им се обраќаме на нашите сограѓани, посебно на политичарите и на младите лица кои се занимаваат со јавна работа, дека се должни да внимаваат на своето изразување при јавни настапи и излагања. Ресурсниот центар поведе и постапка за барање на измени и дополнување на законот за лица со посебни потреби. Во тек е и собирање на потписи за реализација на постапката. Едно од тие бавање е зголемување на посебниот додаток и нега на друго лице, а се однесува на лицата со посебни потреби. Второто бавање е лицата со посебни потреби кои се постари од 26 години да се издвојат од возрастните кои примаат нега на друго лице, туѓа нега. Значи баваме по член 32 да се избрише поимот до 26 години живот се обезбедува посебен додаток како паричен надоместок. Едно од бавањата кои што треба да се случат во наредните 3 години се однесува на родителите, значи да се додаде во Законот за пензијско и инвалидско осигурување, да се додаде член кој ќе овозможи осигуреникот на дете со посебни потреби да може да оствари право на пензија со навршени 20 години стаж. Значи без оглед на годините на возраст или пак стажот. Од Сдруженијето Сплотени срца и Ресурсниот центар се надеваат дека институциите и партиите ќе го слушнат нивниот проблем и ќе им излезат во пресрет.